Почитувани гости, почитувани љубители на поезијата, почитувани соработници од Средното шумарско општинско училиште Ѓорче Петров од Кавадарци, почитувани соработници од Основното музичко балетско училиште Лазомица Фрале, љубители на уметноста, добар ден. Денес Дом на култура Кавадарци заедно со библиотека Феткин Кавадарци организира настан кој за кавадаречката публика и за сите останати представува вистинско доживување на љубовта кон поезијата. Со многу радост, со многу љубов кон поезијата ви ја представуваме вам, драга публико, книгата од македонскиот автор Евтим Клетников Рани од екстаза. Евтим Клетников е поет, раскажувач, книжевен и ликовен критичар, есеист и преведувач. Роден е во село Негрово во 1946 година. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје на групата Историја на книжевностите на Југославија со славистика во 1969 година. Како стипендист на француската влада остварил студиски престој во Париз. 80 година. Автор е на над 20 книги поезија и на неколку прозни и есеистички книги. Има изготвено многу антологии на македонската поезија. Освен тоа, активно препејува од руски, француски, словенечки, српски, хрватски и словачки јазик. Добитник е и на повеќе домашни и меѓународни книжевни награди. Поезија, Модер вир, Зраци и самраци, Окото на темниот, Песни за огнен, Икра и крило, Име од вечност, Гласови, Триок, Магновенија, Маж и жена со лице спроти звездите, Прасај, Троја. Поезија за деца, Кула со златно звоно, Златна рибка, Море во сонот, 88 песни за месечината, Сончеви песни. Есеи и критика, Орион, Јатка во потрага по целината. И има многу да се зборува за овој наш автор. Но иако, драга публико, пред вас е сега книгата, драги читатели, љубители на поезијата, низиниот автор сака, пред да почнете да ја читате, да презентираме неколку песни од неа. Душата и телото, љубовници цел живот, слеани во едно, метална згура. Се до разделбата пред гробот во кој се готви телото да легне, а душата вечноста подрака ја зема и еве ја кон рајот лета веќе и вратка назад нема. Јасно е дека верноста на телото и прстенот заветно, венчален, лицемерно, само како вежба за ова неверство ги користела таа. И што друго има да се каже, освен дека тоа е подлост во една таква света врска да се лаже. Да, ама што по воскресението? Прашање екстремно важно. Душата на телото поверно и похрабро од неа ќе му каже, а да не е лажно? Оти таа не е како душата на Исус, која него напушти 3 деноноќија во гробот, за потоа со венецот на животен вечен од морето на смртта, заедно со него да исплови во живот победнички на брегот. Чека коњот пред вратата на љубовниците. Чека коњот пред вратата на љубовниците со подковиците на бескрајот поткован. Ги чека сануќ, нив да излезат на прагот. Оти е спремен за свадбарски галоп и екстаза. Што ја буди ружата заспана во кременот и искрата, хаосот во слабините на невестата. Чека, ама ни врата скрснува во мракот, ни свирки свадбарски се гласат. Се заклучила, сегден катанец ставила смртта и на бакнежот на љубовниците спространи на постелата љубовна од бескрајот поголема. А коњот, како прстенот венчарен верен, чека и чека да му се фрлат врз слабините, јавачите, љубовници преполни со смрт, додека во вечноста му заглавиле копитата веќе. Чека,
ама се е de profundis, nocturno, тага. И Архангел Гавриел болка и жалко стега, оти заедно со веста за рожденство на синот и со веста за Голгота слегува, кај Марија и Јосип во Назарет сега. Песна за ливадата и љубовниците. Тиркис, рубини, сафир, опал. Широка љубовна постава. И љубовниците во плетенка венчала, сред цвеќето пурпурно во неа. Кремен од кремен, тело од тело. Трати смола уште од деден, што може да ја запали и најтемната ноќ да гори. Затоа отвори очи, не биди равнодушна. Вселено сега со јазикот на страста збори. Господов е ова миг, што светнал сега, а потоа го нема. Љубовниците за кратко само го творат него во ковачницата на својата пламната екстаза. Затоа втисни ги овие секунди ти, како безсмртност во твојата меморија. Втисни ги оттаде црните дупки на сингуларитетот што ги смука нив. Со се радоста и раната од престапот во еден, за ништо да не остане од нас. Нека биде тој миг на љубовниците, диамант од прстенот на зраката на Бог, кој прави од нас најфин порцелан, а потоа на парампарчиње го крши безмилосен и строг. Мистична екстаза. Дали вистина беше равнодушен или во мистична екстаза тој? Кога му ги завиваа во дланки клинците на крстот и кога рече: Боже, прости им, не знаат што прават. Равнодушен и во екстаза. Оти веќе знаеше дека тие клинци, што туку удрени, се веќе клучеви на новата епоха и новиот човек. Оти и тие се сега воини за спасение во битката на смртта со смртта. И нам ни беше дадена преку Синот таа света тајна, да сме подготвени за таква мистична екстаза во животот распети, во кој секој ден е клинец што се забива во нас на крстот. А ние, македонците, го знаеме ли тоа? Или сме неподготвени за тоа искуство во Гецеманија оваа ноќ? Иако сме веќе искачени на Голгота за подвигот мартирски, прост, ама со небесна ноќ. почнам со читање на вториот блок на поезија од Евтим Титников. Јас би сакал да честитам на збирката и да кажам дека оваа збирка поезија уште утре ќе се најде пред нашите читатели. Криенка. Игравме криенка занесена. Јас тука, ти таму. Јас на едно, ти на друго место.
Јас жеден елен, ти бликнат извор што извира од грлото мое, несвесна за тоа. Јас облак, ти молња скриена во него без да знам. Милиметри на двоја, ама без кревот се беше скрил во нив, без да не извести за тоа. И не се најдов. Јас те викав како лебед сред бура крикав, ти не ми го позна гласот. Потоа како лостов цвет ти се отвараше во светкавица и гром. Ама јас бев камен и тишина и не те чув. А кружа над нас звездите, минуваа години, столетија и доаѓаа да не бараат од виднината на родените поколенија и од минатото предци. Ама ни тие не најдоа, оти длабоко се бевме скриле, само што смртта седи да можеше да не пронајде на крајот. Таа, која ги држи на појас плочевите на секоја криеник, чија шифра, строго доверлива, во присуство на Господ, ја отвара во рајот. Магијапсан предел 1. Блесна како откровение, што ги склопив клепките за сон. И влегов во тој предел од светлина сал, ангелско крило истреа. А потоа веднаш некој зад мене ја затвори вратата камена, без да ми даде клуч од неа. Мочуришта прастари и златна папрат, полна со сребрени гнезда и птици, и пчели што ги смукаат прашниците од првосоздаденото цвеќе на Господ. И јас чувствувам дека тој предел, над кого лета едно пурпурно јато, е моето заборавено виолетово детство, собрано во еден длабок ден и заглавено во овој сон од мора и од злато. Се трудам да излезам од него, ама не можам да мрднам ни со прст. И не се отвара вратата камена зад мене. Затворен е вселенскиот круг, а и моите клетки се веќе од гранит. И само Господ со лостот на воскресението може да ги подигне нив и никој друг. Магијапсан предел 2. Во надсвеста го видов тој предел таен. Влегувам во него, а некој зад мене без поздрав ја затвора камената врата и ја симнува од глава пурпурната капа. Додека јас се вглобувам во откровението полно со златна папрат и исконски блатани с кој Господ со босино зашлапа. На средина од нив како кристал светка слуста, праматеријата со име живот, низ која се уште не струи здивот на човекот зачнат во глината. Предедемска е тоа гледка, без Адам и Ева, и без дрвото на познанието во рајот. Не вине и не ранет во неа, со ножот груб на гревот сјајот. И пред да бидам замесен од кал, пред почете не гледам овој предел од блата, слуз и диаманти што е сал. И чувствувам длабоко дете, како низ него се уште не зачнат одам и шепотам сусните од глина. Дај Боже, и во новото создавање на светот, во него да се родам. Лов. Јас сум шума, а сум и еден. Сум и ловец, и пушката моја мишани во моето еленско срце. Ама за да не сторам злосторство, моето јас ловец, го менувам за јас еленот. А и од едното, и од другото јас расте прастар, јас шумата. И еленот, и ловецот се стебла од исконска тишина, створен. Зелен сон на зелената вечност, само да не е сега таа никој друг ловец што не ловел без да знаеме и мене и еленот низ шумата смрт. Леле, а мојата пушка молчи и не се гласи, не ветува спас,
а толку многу како никогаш досега е потребен нејзиниот глас. Стеблото на јаболкницата во нашиот двор. Го паметам стеблото на јаболкницата во нашиот двор. Кога ќе разцутеше, сонцето отскокнуваше како ждребе. Неколку чекори в страна, поразено од тоа откровение за кое не постои брана. Но веќе одамна ја нема јаболкницата во дворот, ни детството што цутеше во низиното стебло. Го нема цуттието и сјајот на тоа блескаво небо, што го користеше како квасец мајка ми за да го замеси за новата тајна вечера лебот. Го нема. Ама глеј, без најава јаболкницата ми ја укажа чест и цвета во мојот уморен сон, што го поклопи целото јаве и со се мојата бурнати ми свест. И толку неподносливо блеска нежната ангелска гранка, та не знам дали е ден или ноќ и дали духот на сонот држи бела или црна лампа во дланка. И јас во јанца се прашувам сал, дали таа крошна во која расцуте моето детство сега во овој невичен час не ги отвора пупките во темна ноќ и не е потопена во меланхолија само на смртта екстатичен глас. Тоа беа нашите драги ученици Таркан Муставов и Тео Камчев од Основното музичко балетско училиште под менторство на професор Лазар Соколов од класата кларинет. Сакам да им се заблагодариме, а исто така да им се заблагодариме и на учениците од Средното општинско училиште, Земјоделско-шумарско училиште Ѓорче Петров под менторство на професор Владко Тасев. Пред вас, драга публико, е оваа наша книга. Се она што кажавме во неа. На вас останува да ја споделивте љубовта кон поезијата, која ќе ја најдете во овие строфи од авторот Евтим Клетников. Сега ќе му дадам збор на самиот автор да ви се обрати. Повелете. Близко ми е Кавадарци, скоро до срцето. Близок ми е овај душевниот менталитет на вас, Кавадарчани. Топол, гостопримлив, сличен на ова љубав песаш кој ја викам дека е некој вид има моцартовски музички ритам, благи ричиња на една рамница полна со лозја, со плодороди и така натаму. Како да ви кажам, јас сум многу тровнат од оваа средба, гледам убава, прекрасна публика, слушатели. Оти како што вели и Борхес, поетот без читателот е мртв. Тоа е еден вид комбинација на Кентел, целина. Читателот е ова и права среќа е овај, ако стигне ова што го работам јас до некој уво, до некој читател, до некој бидејќи така се прават мостовите меѓу срцата. Има еден француски поет, Маларме, еден од водачите на символистите, кој сега ми доаѓа во свеста, кој вели Француз, мене во Франција ми се доволни 17 читатели. Зошто 17, не знам. Но веројатно човекот мислел во перспектива
за некој вид криза на поезијата која на уметноста, на духот кој сега ние го чувствуваме во ова технолошко време, во ова време на разбойништво, на влади, на крадачи, на криминалци и така натаму, што ќе му е уметност на човекот, но еве овде во Македонија јас наоѓам повеќе читатели од Малар нешто, барам во Франција, тоа е радосно, значи се уште овој македонски уметнички дух е жила и македонското срце е отворено кон уметноста, тоа се должи нели на онај ген на антички уште на македонците, на космополитски уметнички ген кој нели го пласирал во универзалната држава уште Александар Македонски, бидејќи сегде тој кај што ќе стигнал после победата, или ако не е победа, ако сами се покориле, правел свадби. Свадбата е најголемиот символ на поезијата. И вие ќе видите, кога ќе ја читате ова книга, дека е таа еден вид свадбата и љубовниците и така натаму, дека се тоа средишни символи. И јас сум фасциниран од изборот на директорот на библиотеката и на овие млади убави луѓе што рецитира, колку проникливо ја читале книгата и скоро според мене ги избрале најубавите песни, така да ја ако го правев изборот исто ќе се поклопевме 100%. И оваа песна Лофи криенката, да речеме, така. Сега малку ќе продолжим, ако не се ви досаден. Прво да во реч благодарница да се заблагодарам на директорката Јулијана, на директорот на библиотеката Петар, кој како да се знае, со велат индусиве во некој ланец на кармизам, може во минатиот живот сме биле братче и сестри, така и сега се чувствуваме, и така. Малко ми е мене туѓа она комуникација, виенска, бечка, што вика, така не го река. Добро, да тоа се. Значи, голема благодарност на Домот на културата и на библиотеката пред се.